Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. А наш вечерашен гостин во оваа емисија е познатиот и признат струмички спортски хроничар, публицист Иван Станоев. Господин Станоев, добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија. Имаме повод за овој разговор, но најпрви кажете ми како сте. После долго време не сме повторно разговараме, помина долго време, како се чувствувате во новите простори на ТВ каналот ВИС? Многу добро. Баш ми е драго што сте добили простори кои не се идеални, меѓутоа одговарат на потребите, како што гледам. А инаку за ова што ме прашавте, кога промовирахме монографијата 95 години на Беласица, пред 5 години, со тебе се поздравиме и си рекохме да сме живи и здрави и на 100 години. Еве, доживеахме. Така е, така е. Беласица прави 100 години, јас правам 90 години, наполнив. Така, браво. Влеговте во 91 година. Значи, мојот соговорник, почувани гледачи, господинот Иван Станоев, има 91 година, но тоа воопшто не му пречи да продолжи со својата професионална активност, бидејќи го најавив како спортски хроничар на Струмица. Беше долгогодишен новинар, известуваше од надпреварите кои се играа овде на фудбалскиот клуб Беласица. А повод за овој наш разговор е овогодинешниот јубилеј. Јубилеј значен, достоен за почит и внимание, а тоа е 100 години фудбалски клуб Беласица. Што правите по тој повод, господин Станоев? Баш ме драго што доживеав да заокружам мојата издавачка дејност за фудбалот и за Беласица како стожерник на фудбалот во Струмица. И за оваа година, мислам, подготвував веќе долго време. Уствари, 2-3 години работам на тоа да подготвам една убава монографија, издржана, која ќе означи 100-годишниот развој на фудбалот и успеси и неуспеси и се што било. Ако видеонадзорот пред една институција стои да снима се што се случило, а спортската фудбалска хроника е видеонадзор кој снимил се што се случило во фудбалот на ова подрачје меѓу Беласица и Огражден и Струмица. Така да ова е еден вид видеонадзор, фудбалски видеонадзор. И мора, поради тоа што е јубилеј, морах да опфатам се она што значи фудбал на ова подрачје. Ама тоа ќе биде понаму во монографијата. Инаку ова е стварно историски настан, а ние како генерација сме должни, поготово јас си земах врска, да го заокружам ова, должни сме како генерација да го одбележиме овој историски настан и да остане за понатаму, бидејќи монографијата е брод кој патува во иднината. И за тоа мислам дека оваа целофатна монографија ќе биде меѓутоа за неја покасно ќе зборувам. Така. Но, оно што ме интересира, ова е трета, ако добро се сеќавам, трета монографија за фудбалскиот клуб Беласица. Предходната беше за 95 години од постоењето. Пред неја за 60 години. Пред тоа за 60 години, автор и на едната и на другата сте токму вие. И повторно вие на 91 годишна возраст се нафативте да ја правите онаа јубилејна монографија по повод 100 годишното постоење на фудбалскиот клуб Беласица. Еден од најстарите клубови во државата. Не е стожерник на фудбалот во Струмица. Така е, така е. Дали таа монографија 100 години фудбалски клуб Беласица, не знам како ќе се вика. Имате ли име? Да? Како се вика? 100 годишен на фудбалска хроника. 100 годишна фудбалска хроника. Или 100-летна фудбалска хроника. 100-летна фудбалска клуба и 100 години фудбалски клуб Беласица. Наднаслов, а поднаслов 100 години ФК Беласица. 22-2022. Така е, така. Дали тоа што сега го правите всушност само надградба на она што излезе пред 5 години, а тоа е и повторно јубилејната книга 95 години фудбалски клуб Беласица. Тоа е еден вид реиздание. Така, дополнително реиздание. Реиздание кое е направено во духот на 100-годишниот јубилеј. Не е само за Беласица, туку за целокупната активност и целокупна фудбалска слика на подрачјето на Струмица. Меѓутоа ќе кажам повеќе понатаму за тоа. Не, можеме и сега. Што содржи оваа книга всушност? Оваа книга содржи следното. Ако во 1922 година
основачите на Беласица посадија едно јавор дрво фудбалско, како што има Охрид чинар со кој се гордеат, така Струмица може да се гордее со еден фудбалски чинар. Фудбалски чинар кој искористи агроклиматските услови и толку добро се разви на ова подрачје, пушти гранки на целиот простор меѓу Беласица огражден и во 10 градови во Македонија и на крајот со 20 интернационалци пушти корени и во Европа. Да бидеме задоволни, минатата година еден од тие наши таленти кој израсна во струмичкиот фудбалски расадник, Горан Пандев, ге водеше репрезентацијата на европското првенство, настан кој и се надевам, меѓутоа тешко да се повтори. Да, историски настан. За прв пат македонската репрезентација се пласираше на едно европско првенство и тоа токму Пандев со својот гол ја донеса таа победа која ни го трасираше патот на европското првенство. Бидејќи јубилеј, фудбалската хроника офајка се она што се случило на подрачјето. Фудбалта не е само во Струмица, корените отидоа во целиот подрачје. Струмичкото подрачје е подрачје со 2 општински фудбалски лиги, со интернационалци од населените места кои преку Беласица и преку други клуби отидоа и надвор, така да целата ова активност на некој начин јас сакам да сублимирам на едно место и да оставам за идните генерации да имат на што да се задржат. Ако јас пред 100 години сум нашол само едно решение дека е регистрирана Беласица и ништо повеќе, другото мора се да го истражувам, сега идните генерации, идниот мој наследник има основа врз која да се повика и да гради нова столетна монографија. Се разбира, кога ќе дојде некој следен јубилеј, 125 години или 150 години, оној што ќе работи на таа следна монографија ќе има добра основа, добра платформа за да го надгради она што ќе се случува во наредниве години. Дајде да се вратиме на таа 1922 година. Кој е тој момент? Кои се тие луѓе? Каде тоа се случило? Каде е формиран фудбалскиот клуб Беласица? Тоа сега испадна прилика да го кажам, до сега не сум го кажал. Виновници, во наводници, за формирање на фудбалски клуб Беласица се Нијази Сулејманов и Георги Цинцев. Нијази Сулејманов после 12-та година кога си отида турците, на 18-та година со крајот на Првата светска војна се враќа во Струмица, меѓутоа у меѓувреме бил член на турската репрезентација и имал појма во фудбал, го знаел фудбалот. А Георги Цинцев по некој повод кога бегал 13-та година за Дојран па за Солун, се нашол во англиските војски и тој се демобилиза од Цариград за Струмица и они 20-та со фудбалски познавања се нафаќаат. Бидејќи англичаните, нели, они го таму потекнува фудбал. А тукашните англичани па тука ги учеа нашите младенци како се игра фудбал и така. И они се нафатиле да го формират фудбалскиот клуб. Значи тие се 20 основачи на тоа. Едниот е бил у почетокот и како тренер, а Георги Цинцев и капитен и тренер и на крајот некој пат и судел. Така да но не се само двајцата, значи на овие двајца им се приклучуваат уште неколкумина истомисленици. Фудбалот е колективна игра. Истомисленици и тие се среќаваат во некоја ресторант, кафеа, на што било тоа? Да, на Тодор, кафенето на Тодор на улица што води кај црквата Свети Кирил, тука е на Ташо Тодоров. Кафеаната, во неговата кафеана се собране и на основачко собрание ја формират фудбалскиот клуб Беласица. Така. И велам дека е тоа еден од најстарите клубови, иако има и постари во земјава. И во Струмица имало повеќе, Шумадија има, Тивере исто во исто време основа. Не во исто време, следната година. Она е регистрирана тога. Иначе 23-та. Шумадија има после службите, ови управите на Кралство Југославија формираат тим Југославија да му конкурира на Беласица. Оти Беласица постојано била првак на реонот и играла со косовскиот представник. И он не може тоа да го издржат и 36-та година да фудбалскиот клуб Југославија што го формира владите, он бива првак и тоа представува. Меѓутоа за една година Беласица пак се обновува и пак се формира. Меѓутоа за ова
како се вика, казнување на Беласица за една година да не функционира. Има и друг момент. Во 1936 година во Струмица се одржува штрајкот на шивачките работници. Мучето е шивачки работник и главен организатор на штрајкот. А во Беласица 6-7 души има шивачи кои учествуваат тука. И мислам дека и тука влијае тоа на некој начин да се сплатне активноста во Беласица, бидејќи шивачи има и тука во Беласица. Само од докенот на Славко Китанов има 5 чираци кои се фудбалери, шивачи. Меѓу нив Ташо Басев. За такви поединости ќе разговараме кога ќе ми бидете гости, кога ќе биде готова монографијата. Има за 100 години Беласица може да се зборува со денови, часови, месеци, па дури и години, бидејќи тоа е една долга приказна и тоа успешна приказна. Велам, емисијава не дозволува, бидејќи се вика 15 минути со, ние може да разговараме и повеќе од 15, меѓутоа мора да бидеме во некаква временска рамка. До која фаза е дојдена монографијата? Дали сте при крај? Монографијата, јас ја работам веќе 2 години, активно работам, преку онлайн. И вие сте модерни на 91 година, така? А сега мора да дојдам тук на нице место да се договорам со печатицата, како ќе изгледа, како ќе биде, што ќе биде. И може да кажам 90% од материјалот е готов сега во Скопје. Керката ми работи на компјутер, бидејќи јас почнав да се откажувам, да го довршиме тоа, да го направам додатокот кој е, другиот постои, тој е лекториран, се новиот ќе се лекторира и тоа ќе се обедини тука кај јуни, јас мислам ќе биде готово. Така, а бидејќи јубилејот е во август, ако не се лажам. На 13 август. На 13 август. Ако е во недела ќе направиме во сабота, ако е во недела пак ќе направиме во недела. И тук ќе гледаме во недела да биде. Така. Се надевам дека ќе имаме убава промоција на таа книга која ќе биде готова, да сте ми здрави и живи да ја завршите како што треба. И потоа ќе здравие само здрави и живот нека има. Се надевам не само со промоција на монографијата, овој јубилеј заслужува да биде одбележан и со други активности. Имате ли нешто, иако не е ваше да организирате такви работи, но имате прилика да дадете своји предлози, нели? Имам предлог да се направат плакати мали, 50 на 60, се со надписи 100 години фудбал во Струмица, 100-летна монографија, 100-летна и така натаму, да се излепи во градот. И многу ми е желба да направиме на големиот екран на градскиот плоштад и да направиме еден видео материјал, да неколку дена надвечер, каде 8-9 саатот, тоа се проектира и сите луѓе каде да се подсетат и тоа да не забравам да го кажам. Се потрудив со мои критериуми, бидејќи анкета да се прави нема можности, луѓето не се живи, направих една фудбалска кула од 100 личности, фудбалери, функционери таму. Во чест на 100-те години, 100 личности кои дале свој принос. Може испадне 101 и 2, ама нема да биде. Па може и некој ќе пропуштам, али нема да биде тоа намерно. Така. Сега кажувам, може би да не е идеално, меѓутоа се надевам да по тие 4 критериуми, репрезентативци, интернационалци, тренери и фудбалери и членови на четврта фудбалска, на втора сојузна лига, бидејќи тоа е најголемиот успех. Втора сојузна дури се викаше прва Б. Да, прва Б лига. По тие 4 критериуми имам направено 100 личности во книгата. Тоа сите тие би на некој начин излегне на видео бим да луѓето се подсетат и да му дадеме признание и на основачите. Дури во оваа емисија, ако спомнеме, некои ќе биде заборавени, но кога сме веќе кај интернационалците, вреди да се кажат имињата на Горан Пандев, на Стојков, на Рингов. На Васил Рингов. Така, ги има повеќе. 20 интернационалци има Струмица. Така. Не верувам друг град да има со 20 интернационалци. Така. 20 интернационалци, меѓутоа има и врвни. Еден Рингов, еден Горан Пандев, еден Благој Статов. Благој Статов, да не го забравиме, така. Тие веќе добија и титула македонска фудбалска легенда. И Горан Пандев и Благој Статов. Но не помалку внимание заслужуваат и останатите фудбалери кои оставиле голема трага во постоењето на Беласица. Тука е еден Шеки, Митко Георгиев, тука е еден Пере Андреев, кој веројатно е рекордер
по бројот на настапи за фудбалскиот клуб Беласица. Тука е Милан Василев и да не ги бројам сите, оти навистина е неблагодарна работа е тоа да се има прави. и критериуми. Јас се работев по критериуми. Тоа ќе ме спаси на некој начин. Критериуми, иначе не може да ставиш крај. Треба сите да ги ставиш, а тие за илјадници. Може да има илјад. Кога ќе кажеме 100 години Беласица, кои моменти од тие 100 години заслужуваат најголемо внимание? Кои се најголемите успеси според вас како спортски хроничар во постоењето на овој клуб? Па нормално влегувањето во Републичка лига 1953 година, тоа беше успех, тоа се водеше битка со работник од Битола, тоа студиите од Белград да судат, тоа беа автобуси навивачи од Битола дојдени тука, тоа беа транспаренти за тоа време. Тоа после втор случај беше влегувањето во втора лига. Благодарение на Благо Истатов и неговото искуство се нафати човекот, се врати, иако имаше понуди да иде во големи тимове европски, по повод смртта на мајка му, носталгија го фати и се врати во Струмица, се зафати со своето искуство и направи да одиме втора сојузна лига. Тие се два најголеми настани кои... Тоа е таа прва Б лига кога во Струмица гостува или Струмица гостуваше во еминентни фудбалски клубови во поранешна Југославија. Загреб Динамо. Загреб Динамо беше куп надпревар кога загребчани дојдоа овде, а за Динамо играше и Васил Рингов во тоа време. И навистина тоа е за одбележување, но еве ќе спомнеме само неколку клубови. Тука е Раднички Ниш. Драган Стојковиќ Пикси играл овде во Струмица. Тука се Слобода од Титово Ужице, тука се Дубочица Лесковац, Рат од Белград, Галеника од Белград и така натаму и така натаму. Марибор исто така доаѓа, тука од цела Југославија беше тоа навистина празник за сите љубители, кога стадионот беше препон. Сега е далеку од тоа, но за жал нештата се променија, но тие нешта треба да останат како трајно сведоштво дека фудбалскиот клуб Беласица не е дрво без корени, така ли е? Да се знае. Фудбалскиот јавор има длабоки корени и големи гранки. Така е. Крошчести гранки. И плодови. За наша среќа и плодови. Сите ние треба да се гордееме, сите генерации струмичини треба и оние кои доаѓаат после нас треба да се гордеат дека навистина спортската историја на Струмица, особено на фудбалот, е навистина многу богата. Тука ќе го завршиме муабетот за Беласица, останува да го доработите она што не е сработено и кога ќе биде готова монографијата, повторно ќе направиме емисија. Да кажам уште два момента. Беласица е првата општествена асоциација која е регистрирана во архивата на градот Струмица. Историски настан. Прва регистрирана организација. Сега ќе биде прва организација која има монографија за својот 100-годишен животен пат, за успеси и неуспеси. Тоа е ретко тоа е една богата историографија што ќе остане во историјата на град Струмица. И уште ова да кажам, спомнавте гостувањето, на средбата меѓу Динамо и Беласица имаше 14.000 продадени карти. И на крајот... Според информацијата на Томе Семенков, Бог да го прости, така. И на крајот динамовци се согласија само да им се плати патот, иако по правилата требаше да ги делат парите двата клуба, се согласија само патниот трошок да се плати, веројатно поради крedibilitetot на Васил Рингов во неговите редови. Па за срека нивно тој и со една парабола диригирана, направи гол. И на победија со 1-0. Но секако историски. Добро реков, има многу да се зборува. 100 години утре са бајле може да зборуваме, но немаме време за тоа. Ајде само една ретроспектива, бидејќи тоа е емисија 15 минути а вие сте име и презиме во публицистиката и во спортското новинарство. Кои посебни нешта би ги издвоиле од вашата кариера, кои публикации заслужуваат внимание? Па види сега, јас мислам најголемо ќе биде публикацијата Струмички спортски столетник, која 1912 година излезе и за неја добив наградата на град Струмица за таа година. Годишна награда на општината. И се разбира се надејам оваа последната ќе биде да биде животно дело. Со него ќе ставиме крај. Ако може, дај Боже да не биде крај. Добро. И така. И одиме со другите? Други публикации
спортски се тие и ова за 60 години. 60 години, 95 години, 100 години. За 60 години ја правеа во старата печатница, во Струмица, со рачно слагање на буквите. И пија на секој пола сат млеко, така. Поради оловото. Тоа беше радост кога излезе книгата. Тоа беше Настан и пол. Прва книга излезе и тоа за Беласица, 60 години на Беласица. Така. И како да ви кажам, тие се настани што не се заборават. Се согласувам дека е тоа така и тоа ќе остане и уште многу години после нас за да се радуваат следните. Судијата Панчуров знае, он беше раководител на оделението што ги правеше. Така, тој таму работеше, толку така. И на него му се одолжиме, го има во книгите за Стапен. Ајде зборувај како за спортското новинарство, како од сегашна временска перспектива се сеќавате на тие години? Најдобро сеќавање повеќе не треба. За спортско новинарство, за довербата и така натаму. Кога требаше да игра тука на 30 декември, не знам кога година беше Беласица и Перистер, падна снег, полометар снег. Така. Игралище се на полни снег. Шо прават луѓето, дојдоа тука, допатуваа во зимата. И имаше еден капетан кој изложил обитело, па беше тука преместер. Другиот ден и пушти една чета војници да го изгазат. И другиот ден игра фудбал. Меѓутоа, кога се јавих на спортски новости, на стенографката и кажував дека Струмица пало поло метра снег, одгоđени надпревар и она му се јава на уредникот. Уредниче, шта каже ова из Струмице? Овде сонце грее, тамо пола метар снег. Он вика, а не ме знае. Пиши шта ти каже, ова е паметен човек. Добро, можеме вака на долги... Такви настани има колку сакаш. Така, и така натаму. Добро. Еве, тука ќе го завршиме разговорот. Ви благодарам што бевте гости во емисијата 15 минути со, да сте ми здрави и живи, да ја промовираме ова монографија, бидејќи јас и вие сме секогаш заедно ги промовиравме сите тие убави нешта во изминатиот период. Се надевам дека повторно ќе бидеме заедно. Благодарам на поканата. Така. И благодарам на Господ што ни даде живот и здраве, пак да се видиме. Така. Ако бидејќи имате 91 година и на ова годишна на 91 годишна возраст ќе доживееме, нели, јубилеј 100 години Беласица, јас се надевам дека ќе се радуваме и на другиот јубилеј 100 години Иван Станоев. Дај Боже. Ви благодарам што бевте гости во емисијата 15 минути со. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија, довидување.